Почитувани членови на Советот, почитуван градоначалник, почитувани присутни. Ја отварам воредната седница на Советот на општина Делчево, свикана во врска со земјотресот што се случи во Република Турција и Република Сирија. Согласно член 40 став 3 од Законот за локална самоуправа, ве информирам дека Советот не може да го менува дневниот ред за воредната седница, согласно истиот член став 4 од Законот за локална самоуправа. Пред започнувањето на седницата, Советот гласа за оправданоста на причините за свикување на седницата. Како што ви е познато на сите вас, на 6 февруари оваа година Турција и Сирија беа зафатени од катастрофален земјотрес кој предизвика голема материјална штета и однесе илјадници животи. Тоа се причините за свикувањето на денешната седница. Ве повикувам да гласаме за оправданоста на причините за свикување на денешната седница. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека причините за свикување на седницата се оправдани. За денешната седница предлагам единствена точка на дневен ред, а тоа е под број 1 предлог одлука за доделување парична помош од буџетот на општина Делчево за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија. Одлуката ви е поделена на сите и ја имате пред вас. Го повикувам градоначалникот на општина Делчево да ја образложи предлог одлуката. Повелете, господин градоначалник. Благодарам, председавач. Денес на оваа воредна седница има единствена точка на дневниот ред, со која што сите сме запознаени, и вие како советници следите по медиуми за несреќата, односно елементарната природна непогода која што се случи во Турција и во Сирија. Општина Делчево секогаш била хумана општина и секаде каде што имало потреба во изминатите 30 години била на располагање. Ние имаме со народот од Турција, со турскиот народ, одлични пријателски врски, конкретни соработки и врз основа на тоа треба да помогнеме и од хумана гледна точка. Со Република Сирија немаме некоја конкретна соработка, меѓутоа реков како хумана општина, хумани граѓани на општината, институциите кои што се во општината, посебно и вие како Совет на општина Делчево, затоа и закажуваме оваа воредна седница за да во рамките на можностите на општина Делчево доделиме одредена финансиска помош која што може да ја поднесе буџетот на општина Делчево, за да помогнеме во овие моменти на страшни страдања и во Турција и во Сирија заради оваа елементарна непогода. Општина Делчево со Оделението за финанси направивме пресметки во одлуката овде која што ви е поднесена, е дадена сума од 120.000 денари за помош, 60.000 денари за Турција и 60.000 денари за Сирија, средства кои што ќе бидат уплатени на сметка на Црвениот крст на Република Македонија, а потоа тие средства ќе бидат трансферирани. И ова е вака кусото образложение, мислам дека и не треба, бидејќи сме сите запознаени со ситуацијата, да давам некое поголемо образложение. Повикувам вас како советници да подискутираме во однос на сумата која што е предложена, да видиме дали таа е соодветна сума која што може буџетот да ја издржи, дали имате поразлично мислење од ова што е предложено и да најдеме на крај заедничко решение и да донесеме одлука да помогнеме и ако во мали рамки, реков, овде треба да пристигне помош. Верувам дека и другите градови и во Република Македонија, во цела Европа и во целиот свет, посебно од Европа, ќе помогнат со своја соодветна помош сите општини, сите градови во Европа, верувам и на другите континенти,
така да и ова наша мала помош од Делчево која што ја праќаме да допринесе за малку односно да ја ублажи некоја болка во овие моменти во Турција и во Сирија. Ево, викам на дискусија да видиме за вашето мислење околу средствата кои што ги предвидуваме некако локална самоуправа. Го слушнавте образложението. Отварам расправа по точката. Ако има некој збор, нека повели. Повели. Односно на една субота 69, утре 69 за 7, мислам дека факт е дека таа сума малечка, но од мене со оглед на ситуацијата која што наоѓа конкретно во Делчево, не е доколку десна да таа сума, значи ние немаме никакви да држиме. Јас сакам моето познање е во друга насока, односно во насока на што гледаме во другите општини, градоначалник го лобира и кај противпожарната единица за вклучување во помош во Турција и во Сирија. Не знам колку има да ни разговарано со нашата противпожарна единица, дали се очекува да се вклучат наши пожарникари, да се испадат наши пожарникари, пошто во блиски контакти знам дека веќе Рекорската комора мотивира се веќе организира дека доста рекери од Делчево се на Турција. А јас верувам и сум сигурен дека ние нашите пожарникари во Делчево ги покажа дека се спремни и се готови и се хумани пред хумана група, пошто имаме и лоша ситуација лани со пожарите, справија се безпрекорно и мислам дека доколку се разговара дека доколку има можности да ги пратиме таму да ги примаме. Дали ние човешки ресурс, целото е материјално, целото не може да надмести. Ние милиарда не може да ги надмести. Това да говорим, човешки живот не може да се загуби. А сега мисля дека најбитно моментално во тој момент во Турција и во Сирија е да се извадат мртвите дела или преживеаните од руините. И стават само се дека пожарникарите се обучени баш конкретно за таа цел. Мислам дека е убаво, имаме готовност, имаме можност дела да ги бъдат на противопожарна служба, колку нормално тие би сметали дека може да бъдат некои, да се пратат. Јас например лично мога да се взема моја државна личен, познавајќи кои градоначалници од други општини, други противопожарни единици, ако е проблемно дела се пратува засебно на општина Делчево, мога да ја добиваме да ви помогнем во таа ситуација, ако треба да се замори друга противопожарна единица, примерно нешто почерни, кавадаци, поштип, да може да се подготви. Това е мојот дел, кој јас сакам да се заинтересирам, за да имаме ние етапа подготвено да пуштиме наши пожарникари од Делчево. Тоест или волонтери, за да може да помогнат за нашата ситуација. Како што кажете вие, ние од Турција, ние нас призор народ, ние покретно до самото место на настано имаме избративена општина, многу близко до самото место на настано. Мислам дека сега е шанс да ние ни покажеме нека. Што ја да го знаете дека се говори општина Делчево во Турција, колку е добро и паметно на Турција. Така да мислам дека ние сега како општина Делчево треба да се движиме во таа насока да покажеме дека сакаме и можеме и сме спремни колку можеме да помогнеме. Това дека не можеме многу, ама не кажем тоа да ако може нешто да како размислувано за да видиме што може да се направи. Добра дискусија имаше и Иван. Требаше да образложам и бидејќи точката беше една единствена, нема точка разно и беше само за сумата, но горете и ова да го кажеме овде. Има наши пожарникари подготвено, кои што веќе имаат изразено подготвеност, желба за да отидат во Република Турција и да помогнат во излекувањето на преживеани на тела од земјотресот. Истапивме во контакт со Центарот за управување со кризи. Ни кажаа дека има веќе отидено, мислам, 4 екипи од Македонија, од Тетово, Куманово, од Скопје има и Струмица. Мислам дека за овие не ги спомнаат 4 екипи кои што веќе имаат појдено и тоа денес за Република Турција. Ние кажавме за бројката која што имаме како наши пожарникари кои што се подготвени
за да отидат во Република Турција и рекоа дека при организирањето на превозот заедно со други пожарникари од другите градови ќе ги вклучат и нашите пожарникари. Така да бидејќи сите дел од тие пожарникари кои што се веќе отидени, можеби и сите се подготвени за вакви случаи. Другите пожарникари немаат одено на ниту еден курс или не знам некое теоретско предавање за вакви елементарни непогоди, но и покрај тоа се подготвени да идат како човечки ресурси да помогнат и во соработка со Центарот за управување со кризи, кога ќе ги повикаат, по било кој момент се спремни и дел од нашите пожарникари. Четворица беа до моментот, јас денес бев на пат и толку исконтактирав, беа подготвени за да отидат доколку има и повеќе пријавено, за да видиме да може и нашата единица да функционира и овде на територијата на општина Делчево. И кога ќе предложи Центарот за управување со кризи да може да се организира транспортот од Турција, заедно со другите пожарникари, ќе отидат и нашите пожарникари и во ред оваа информација да ја пласираме и на оваа седница денес, на оваа отворена седница. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повели. Во однос на сумата веќе ние кажаме дека ние сумата ни е дадена, сума нема што да дискутираме. Това е подготвено за ношна Делчево, ние ќе ставиме на гласање. Сакам да чисто дека од солидарната точка и кон своето ношна Делчево води во градоначалник, води кон цялата администрација, сакам да укажам на увереност дека во сите тези ситуации, кои што општина Делчево се вклучува за да помогне дека ги најможе да немате такви ситуации. Дека можете да слободно да разсмеате на осечката на нормалната и да се на чисто година, друга страна за заведение чувстве, па и кажем да може да се случват се работи, ама ако се случат, ние сме да носим одлуки и секој приме од друга страна за заедно за помогне. И пак една апел пошто и седниците се снима, не е посовет пошто заставаме секој заставува група на граѓани да повикаме кој може во рамките на своите можности индивидуално и фирми, т.е. правни лица, физички лица, кој колку може да се вклучи во само за помош, сметки да настроените се отворени на телефонски линии, да пак кажа, моментално париште сета и не значат, ама и значат за Русија. Зашто това е нејзина профилница дека што гледаат другите, мисля дека е една, може да не е најголемата катастрофа, која стои на шош, но една од најголемите гледаат. Исто пак ще апел до сите жители на општина Делчево и сите кои што гледаме гледаат. Това е нашето добре. Ние ќе ја подржиме. Кратко, уште еднаш, значи, прво, апсолутно, кога има вакви случувања, дај Боже да ги нема, и ако има овде ниту советничката група на СДСМ, на ВМРО или било кој, значи не треба партиски да ги гледаме работа, него да застанеме заедно, како што и сега во прилог одат дискусиите за ова и секаде каде што е потребно да помогне. Во однос на паричната сума, 2000 евра или 120.000 денара кои што се одвојуваат од буџетот на општина Делчево, само во однос на тоа ќе прокоментирам кратко. Најзглед се мали средства, но во однос на тоа, би направил на кратка споредба со град Скопје. Град Скопје одвојува 100.000 евра, град Скопје е 60 пати поголем од Скопје, доколку би исто одвоил сума како Делчево, 2.000 евра по 60 пати, тоа се 120.000 евра, така да мислам дека оваа сума е сразмерна и по бројот на жителите и по буџетот, а да не зборувам веќе за блокираната сметка на општина Делчево и така натаму, но превид се, значи треба да помогнеме и доколку постои друга можност, апсолутно не е помош ке треба на Република Турција, на Сирија и во натамошниот период, доколку има можност, повторно како совет ќе се соберете, ќе дискутираме и ќе се стави два точка на дневен ред и ако има можност општина Делчево ќе помогне понатаму. Во Црвениот крст е спроведена веќе акција на ниво на држава, може и овде на општинско ниво да се донира доколку има одредени
не знам, лекови, производи, вода, храна, кебини и така натаму, но ги има и сметките граѓаните и бизнисмените, и имам како советник повикуваме и од локалната самоуправа, секој кој што е во можност да донира средства на сметките кои што се отворени на централно ниво преку Организацијата на Црвениот крст во Република Македонија. Благодарам. Некој друг дали бара збор? Пошто никој не бара збор, бидејќи никој не се јавува за збор, ја затварам расправата по точката и истата ја ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Воздржан? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, против нема, воздржани нема, точката е усвоена. Советот на општина ја донесе одлуката за доделување парична помош од буџетот на општина Делчево за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија. Констатирам дека дневниот е ред исцрпен и ја затварам денешната воредна седница. Благодарам.